Продолжуваат најубавите приказни. Охридски приказни и во октомври во единственото Форт Кафе. За време на студирањето, професор доктор Ристо Речковски е прогласен за најдобар студент на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Денес предава група предмети од правната област на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и дисперзираните студии во Велес, на Правниот факултет во Кичево со дисперзираните студии во Битола и Струга. Под негово менторство магистрирале и докторирале студенти кои за него велат дека е човекот кој ги мотивира, насочува и е секогаш тука за се. Активно се занимава со научно-истражувачка работа и зад себе има многуброен опус на објавени научни и стручни трудови во земјата и во странство. Еден од основачите на хуманитарната дејност и лајонизмот во Охрид и член на Лајонс клубот Десарети. За тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Октомври во Форт Кафе. Повелете во четврток на 13 октомври 2022 година од 19 часот на најубавите охридски приказни со професор доктор Ристо Речковски. Зашо Охрид е градска приказна. А привилегијата и честа да се биде професор универзитетски во Охрид е многу поизразена него во другите места низ Македонија и низ светот. Охрид е лулка на писменоста, Охрид е лулка на науката. Нашата обврска е уште повеќе изразена со тоа што ние едуцираме кадри. Тоа е благословена мисија со која што се продолжува традицијата, се продолжува идентитетот, се продолжува културата на нашите поколенија. Ние сме само еден мал дел од она што се нарекува континуитет во многувековното постоење на образованието на овие простори. Значи, како што кажав, скоро 2 века пред Болоња, Охрид ги едуцира првите кадри и со тоа треба не само ние како охриѓани, туку и цела Македонија да се гордее. Може би во денешно време позивот да се биде универзитетски професор е на некој начин полн со предизвици. Зошто ова го велам? Со самата таа тежина која што носиме како општество, целото тоа бреме, целото тоа време во кое што живееме, на пандемии, на војни и така натаму, само ни дава еден подстрек каде што ние треба со нашето знаење да му пренесиме на нашите студенти се она што тие треба да го имаат за да можат во животот да продолжат по нивниот пат кој што го зацртале. Благословеноста на мисијата ја гледам преку тоа што ево веќе 21 година сум дел од нашиот Свети Климентов универзитет, од нашиот факултет за туризам и гостителство и за мене представува особена чест и задоволство што едуцираме кадри од областа на туризмот, од областа на осигурувањето, од областа на царината како и менаџментот. Моите искуства се апсолутно многу прифатливи, многу добри и мислам дека сме изваиле многу генерации на прав пат, а тоа и ќе продолжиме да го правиме. За мене, работејки во Охрид представува голем предизвик, но и обврска. Имаме една изрека која што секогаш му ја кажувам на моите студенти дека многу поголем патриотизам е кога треба да се остани да се твори во Охрид и да се придонесе во Охрид и во Македонија, него да се замине во странство. Иако ќе речам дека ситуацијата е тешка, многу млади луѓе се одлучуваат да заминат во странство, сепак ние сме тие кои што треба да дадеме пример дека многу потешко е, но и повозвишено да се остане овде во лулката на писменоста и да се даде пример како треба да се биде вистински човек. Уште еднаш ќе нагласам, во денешно време универзитетските професори се судруваат со многу екзистенционални прашања, впрочем и како сите. Така да, можеби местото во општеството не е на највисоко и најзадоволително ниво од аспект на финансиското, да речам, задоволство, но сепак сметам дека ќе дојдат подобри времења и треба сите како фела да се избореме да го добиеме нашето заслужено место кое што не припаѓа во општеството, но само преку квалитет и само преку
предавање на знаењето на нашите помлади колеги на добар можен начин, без оглед дали тоа го правиме во Охрид, во Париз, во Лондон или во Лос Анџелес. Би рекол сите три заедно, заради тоа што предавање без менторство не оди, а истражување како врв на сите тие три активности. Јас сум познат по максимата која што секогаш им ја кажувам на моите студенти, дека ние сме тука заради вас, значи ние сме тука заради студентите, не студентите заради нас, и не е тоа некоја празна флоскула, заради тоа што, како што кажав, моето 21 годишно творење во областа на науката како универзитетски професор, мислам дека го докажува тоа, и сите да речам генерации кои што завршиле на нашиот факултет, мислам дека ќе се сложат со тоа. Особено се радувам кога мои студенти ќе видам на високи позиции, дали се работи за државни органи, дали се работи за институции, дали се работи за приватни компании, дали се работи за бизниси, и тоа особено ме радува. Така да мислам дека секое предавање е своја авантура, секое предавање е нов предизвик за секој професор. Не за џабе имам сознание и читано од најврвни нобеловци кои што секогаш кажувале дека пред секое предавање имале најголема трема. Зошто? Заради тоа што студентите се нашиот медиум на кој што ние се самопотврдуваме секојдневно. Така да, предавањата преку менторството, со кое што на некој начин со задоволство го правам, сметам дека нашите студенти, без разлика на тоа што кој во денешно време секој вели дека се намалува квалитетот и така натаму, јас сметам дека нашите нови генерации, нашите дечки, популарно што јас ги викам, се секојдневно се подобри и подобри, заради тоа што нив ги интересира она што е интересно за нив, она што треба да ги заинтересира. Значи и ние како професори треба да се трудиме да ги заинтересираме, бидејќи заедно со напредокот на технологијата, заедно со напредокот на она што се нарекува IT свет, треба да придонесеме да се чувствуваат дека тие студираат исто како во другите развиени земји, да речам. Сега, со оваа пандемија, искуствата кои што ги имаме како професори, можам да кажам дека ние видовме дека без оглед на тоа дали се работи за Македонија, дали се работи за Германија, дали се работи за Русија или Америка, сите како човештво се соочивме со истите проблеми. Едноставно не могта да се одговори на непознатото. Или можеби познатото. Тоа го оставам во шпекулациите. Но, како човештво, како луѓе, сме немокни пред она што се нарекува непознато. Така да, без оглед на големите буџети, дали се работи, за жал, најчесто базирани на средства за вооружување, сепак јас би рекол дека буџетите треба да се трошат во образование, треба да се трошат во истражување, треба да се трошат во наука, но за доброто на човекот. И не постои вера, религија, традиција или култура која што може тоа да го надмине. Човекот е човек, без разлика на било кој меридијан. Така да, според мене, сметам дека предавањето заедно со менторството е една нераскинлива врска. Интерактивноста помеѓу професорите и студентите исто така. Истражувањето е еден врв, една круна на она што го нарекуваме како нас самите што не учеле дека тоа треба да представува една круна на професорскиот кадар. И колку повеќе се вклучени и студентите во тоа, толку подобро. Пак ќе повторам, како еден лајт мотив на она што го кажав, дека нашите студенти, новите генерации, се доста квалитетни, доколку сакаме да ги заинтересираме. Значи, не е проблемот до самите студенти, треба секогаш професорите да видат и во себе дали можат да ги задоволат критериумите и она што се нарекува потреба на младиот човек. Заради тоа што со ова денешно време, со овие денешни, да речам, социјални мрежи, младиот човек има исти потреби и во Македонија, и во Нов Зеланд, и во Австралија, и во Америка, и во Африка. Така да, светот е претворено во едно глобално село, а екзистенцијалните потреби се исти насекаде. Така да сметам дека апсолутно сите тие три аспекти треба да се согледаат како едно.
Лаонизмот е една од познатите хуманитарни дејности во светот, која што има традиција повеќе од 1 век. Во Македонија тоа трае 25 години, а посебно во Охрид трае 15 години. Можам со задоволство да кажам дека јас сум еден од основачите на лаонизмот во Охрид, заедно со неколку наши колеги кои што тоа го направивме. Лаонизмот во суштина е потреба да се помогне на човекот, филантропија, без награда. Впрочем, и самото мото служиме, значи дека треба да се служи на заедницата. Дел сум на Лајонс клубот Десарети во Охрид, кој што ево годинава слави 15 години од своето постоење, значи формирани сме 2007 година на 22 септември и имаме досега преземено мноштво на акции хуманитарни во Охрид и пошироко, со цел да им се помогне на оние кои што им е најпотребно. Можеби во обичното граѓанство се смета дека лаонизмот представува некој еден вид тајни организации каде што се прават не знам какви работи така натаму. Најодговорно тврдам дека лаонизмот е ништо повеќе освен филантропија, човеколюбие и хуманизам. Особено кај нас. Значи, такви луѓе, членови сме на Лајонс, кои што исклучиво сме насочени да помагаме на обичниот човек, на обичните граѓани кои што им е некоја помош најпотребна и за која што помош издвојуваме оноку средства колку што можеме. Да ја на некој начин мотивираме средината да даде повеќе за оние кои што им е најпотребно. Значи, уште еднаш ќе нагласам, во Охрид веќе 15 години, во Македонија 25 и во тие 25 години постојање на лаонизмот во Македонија, можам со гордост да кажам дека во Охрид дури 2 пати доаѓале меѓународните претседатели на лаонизмот. Lions Club International е организација во светот која што, иако е невладина, има свое представништво во рамките на Обединетите нации, свое столче, значи има влијание на процесите и е препознаена од страна на светот. Инаку би кажал дека лаонсите во светот бројат повеќе од 1,3 милиони членови, во Македонија негде околу 500, а во Охрид имаме 4 клуба и соработката е одлична и мислам дека таа приказна апсолутно ќе продолжи. Според уставот и според правната логика, значи закони носи собранието на Македонија, а локалната самоуправа не може да носи законски решенија, но може да носи соодветни подзаконски акти со кои што се спроведуваат законите. Значи, функционирањето на Охрид пред се зависи од државно ниво, а локалната самоуправа може само да даде поголем инпут во рамките кои што ги дава државата. Така да сметам дека Охрид особено треба да биде во фокусот на државната власт, каде што исто како што има посебен статус градот Скопје, треба да има и градот Охрид, оно што општината Охрид. Има некои законски решенија со кои што старото градско јадро и така натаму заштитата на соодветното културно-историско и природно наследство се става во некоја рамка, но сепак сметам дека Охрид како еден вид престолнина на Македонија, не само сега, туку од памтивек, и особено нашите граѓани тоа го знаат, нашите охриѓани, во летниот период кога впрочем сите работи се случуваат во Охрид. Охрид е главен град на Македонија, значи апсолутно треба тоа да биде во фокусот на централната власт и преку законски решенија да биде иземено функционирањето на Охрид со оглед на другите општини. Значи не дека сакам да на некој начин сметам дека другите општини се поневажни од Охрид, но сепак значењето кое што Охрид го има, значењето на градот Охрид, треба на државата да ја даде можност да го направи функционирањето на Охрид на едно повисоко ниво. Кога преку законски решенија државата ќе овозможи градот Охрид да функционира и да се даде слобода на оние што го водат самиот град, почнувајќи од началникот, советот и службите во општина Охрид, сметам дека потребите на Охрид и охриѓани ќе бидат индивидуализирани и ќе бидат ставени на еден пиедестал, бидејќи Охрид не е само центар кој што треба да го користиме, да речеме, само 2 месеци во годината. Охрид треба да се користи 365 дена во годината.
365 дена во годината да биде центар на случувањата. Заради тоа што природата дала, Бог дал и мислам дека и луѓето тоа го заслужуваат. Кога централната власт ќе даде слобода, ќе даде инпут, ќе даде поле на оние кои што ја водат локалната власт преку различни проекти, преку различни законски решенија, апсолутно мислам дека Охрид може да излезе од стегите. Од друга страна па, локалната самоуправа треба да биде проактивна, да дава иницијативи до централната власт како треба да се решаваат определени проблеми, дали преку носење на законски решенија, дали преку носење на определени да речам прописи кои што произлегуваат од тоа, со цел да им се помогне не само на туристичките работници. Охрид пред се, туризмот сепак ќе представува терцијална гранка, не е примарна гранка. Значи во Охрид на времето, вие се сеќавате дека живееше од индустрија. Така да не треба да ги заборавиме сите овие аспекти на Охрид и на некој начин да дадеме еден вид на посебен статус на Охрид, заради тоа што УНЕСКО тоа го бара, а и ние како Македонија треба да се гордеиме со тоа што го имаме. Значи, би предложил централно ниво да се донесат посебни прописи, има, постојат, но сепак да се даде на поголема слобода на оние што го водат градот, со цел да покажат што знаат, што умеат и како можат да го движат во иднина. Статусот на УНЕСКО според мене представува еден од клучните статуси. Сите како општество, како чинители во општеството, не треба да дозволиме да го изгубиме и сметам дека тоа представува еден само плюс за Охрид, за она што го има илјадници години наназад. Ова прашање е многу емотивно, длабоко. Охрид представува, може би да речам, малце да речам се за мене, зашто тука сум се родил, тука сум пораснал, тука живеам, тука имам фамилија, тука работам и тука планирам да останам. Може би вака тие зборови едноставно звучат, но има своја тежина. Охрид за мене е она што го памтам кога игравме фудбал во нашите дворови кај архивот. Охрид е за мене музичкото училиште Методи Паче. Охрид е за мене Григор Прличев. Охрид е за мене учителките кои што не учеле. Охрид е за мене пливачкото, каде што учевме да пливаме охридски бранови. Охрид е за мене кеот, Охрид е за мене возобновување на традицијата со фрлањето на крстот. Охрид е за мене некомерцијален град. Она што ми смета сега е тоа што сите и духовни и помалце духовни работи гледаме да ги комерцијализираме. Охрид е за мене центар на културата, Охрид е за мене центар на христијанството, Охрид е за мене Ерусалим на Балканот, не за џабе кажано. Охрид е за мене уметност, Охрид е за мене се. Сметам дека сите можеме да придонесеме во неговиот подобар развој. Од она што го памтам и од она што сакам да биде, сакам Охрид да биде место каде што ќе одлучиме дали сакаме да развиваме елитен туризам, дали сакаме да развиваме масовен туризам, дали сакаме да развиваме културен туризам или комбинација од овие. За жал, комбинацијата помеѓу елитен туризам и масовен туризам не оди во нашиот град, заради тоа што се среќаваме со проблеми со инфраструктурата, како што и сами гледате, охриѓани се жалат на големите посети на лето кои што предизвикуваат определени проблеми. И не е бројка за индикатор за развој на туризмот само бројот на студенти, односно на туристи, се извинувам, но според мене индикатор за развој на туризмот е и инкамот, односно приходот кој што Охрид го црпи од туристите. Значи, пред се, доколку сакаме да развиваме ние еден вид на елитен туризам, треба да имаме соодветна инфраструктура. И сите тоа го зборуваме. Заштитата на природното наследство, културното наследство, верскиот туризам, селскиот туризам, градскиот туризам, посетата на спомениците во Охрид ни дава можност ние, како град, да се одлучиме. Но, час поскоро, во Охрид и во Македонија се носени многу стратегии за развој на туризмот на глобално државно ниво и на ниво на град Охрид. Не заживувале, заради тоа што сепак сметам дека главните
туристички чинители и фактори во градот на некој начин не се нашле себе си за тоа што ни треба нас. Така да, сметам дека Охрид треба пред се да си го задржи својот елитен карактер и, како што е и вашето мото на вашите охридски приказни и на она што вие го велите, пред се треба да се знае дека Охрид е градска приказна. Охрид е урбана приказна, Охрид е напредна приказна. Охрид не е приказна која што треба да не враќа во некои ретроградни процеси. Кога ќе шетате покрај кејот, кога ќе ги гледате сите тие работи кои што ги гледате, Охрид треба да ве потсеќа на она што нашите предци овде го живееле. Така да сметам дека она што не гуши во овој период, особено во централното градско подрачје, со тие високи згради и така натаму, треба да се стопира и на некој начин Охрид повторно да почне да диши. Повторно да почне да се развива и доколку сакаме на некој начин да го развиваме, треба да го расшириме малце градов. Треба да го расшириме во ширина, не да се сконцентрираат во една соодветна мала квадратура на метри квадратни, каде што се прават секакви објекти. Ова го зборувам како правник и можеби љубител на архитектурата. Архитектите повеќе ќе се кажат за тоа, но треба Охрид да се шири, да се издиши малце, за да може самиот град да диши. Пак ќе кажам, тоа го велам и тоа го мислам и особено е тоа ваша добра поента која што велите дека Охрид е градска приказна.